Добар ден и од мене, стартува на новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма, магазинот за родителство, кој што е особено интересен за сите оние кои што имаат мали деца. Влијанието на сонцето е драгоцено поради синтезата на витаминот Д, но истовремено може да биде и многу штетно. Како да ги заштитите децата пред детската кожа од силното влијание на сонцето и од алергиите на сонце, темата на која што денеска ќе разговараме со доцент доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добро ни дојдов. И покрај бројните препораки дека не треба да се престојува на плажа во најкритичниот период од 11 до 17 часот, кога влијанието на УВ зрачењето е најизразено, сепак сведоци сме дека плажите се преполни со семејства со деца. Какви промени на кожата може да предизвика влијанието на сонцето кога е најизразено УВ зрачењето? Сонцето е нешто што сите го сакаме. Чекаме со душа да дојде летно време, да отидеме малку да се пробањаме на плажа и така натаму, меѓутоа во суштина треба да знаеме да се заштитиме. Сонцето има ултравиолетови зраци во себе и тие се тие што ја прават белјата, условно да кажам, ако може така да се каже, покрај тоа што се одговорни за пигментирањето, за тенот, тие се одговорни за оние несакани ефекти кои ги има сончевото зрачење. Сонцето може да предизвика акутни изгореници, ако се изложиме незаштитени. Виновно е, и тоа е главниот фактор за старење на кожата. Ултравиолетовите зраци особено знаат да бидат дел од карциногенезата, значи од трансформацијата на клетките во кожата и потенцијален развој на одредени карциноми, малигни болести. Така да сонцето е нешто што е многу убава работа во која сакаме да уживаме, меѓутоа во исто време со голема предосторожност мораме да знаеме дека мора да се заштитиме. Така многу често можеме да прочитаме дека кожата памети, особено ги памети изгорениците, дури и оние што се случиле во детството. Што тоа значи? Какво е тоа кумулативно влијание на сонцето? Има две влијанија, ви ги спомнавте и двете во прашањето. Едното е кумулативното влијание кое со текот на годините, да кажам, со меморирањето на она условно да речено агресија од сонцето што се случува врз кожата, се памти од страна на организмот и може да доведе до развој на одредени кожни заболувања, пред се кожните карциноми. Втората работа е старењето на кожата кое е поврзано покрај со генетските фактори и со влијанието на дворешната средина, со влијанието на сонцето. Сите сме сведоци дека оние луѓе кои работат на отворено, земјоделци, не знам, луѓе кои престојуваат, градежни работници, морнари, луѓе кои одат по бродови и така натаму, имаат кожа која е поостарена, предвреме остарена заради силното дејство на сонцето, и тоа е она што е кумулативен ефект, она што вие го спомнавте во прашањето. Меѓутоа има и оние акутни епизоди на изгореници кои се случуваат, кои од друга страна се обвинуваат за подоснежен развој на меланом, на најопасниот тумор на кожата. Има една теза за која има и стручни публикации дека во голем дел од случаите кај што се јавил меланом на кожата постоеле епизоди на акутни изгореници во детството. И сега, за да не се паничат па и премногу вашите гледачи, тоа треба да се избегнува, но тоа не е нешто што било кој од нас имун. Сите ние како деца сме поминале низ некаква таква епизода, но треба да се трудиме и ние, и нашите деца, и сите пријатели кои ги имаме, да им објасниме дека треба кожата да се заштити и дека треба да се спречат таквите епизоди на изгореници од сонце. Тие не се така беззначајни како што вообичаено се мисли. Колкав престој на сонце е потребен за кожата, детската кожа да изгори? Детската може многу брзо. Значи, се знае дека за една кожа да изгори, особено осетлива кожа, доволни се и 15 до 20 минути. Значи 15 до 20 минути престој на сонце, незаштитени, особено... И то не мора на плажа да биде. Може во попладневите часови, доколку децата се излезени пред зграда. Кај децата, особено кај детската кожа која таа чувствителна, за 15 до 20 минути може да настане акутна изгореница, значи да настане оној соларен еритем или она црвенило после сонце. Тоа што тоа не се приметува веднаш, ништо не значи, бидејќи ефектот на таа изгореница ја согледуваме после 2 до 6 часа најчесто, кога се вратиме од плажа вообичаено, а најинтензивна е после 12 часа, во вечерните часови или некаде другиот ден, 12 до 24 часа, гледаме дека сме изгореле. Тоа е заради тоа што механизмот на таа воспалителна реакција на кожата во која се вклучени голем дел
од тие воспалителни медиатори кои се ослободуваат при изгореницата, им треба време за ефектот да настапи. Така да на прашањето може многу брзо и затоа треба многу да се заштитиме. Така, дали на влијанието на сонцето се почувствителни децата кои што имаат светолтен, русокосите, црвенокосите дечиња? Секако, затоа што тие имаат многу помалку пигмент во себе. Типовите на кожа се некаде се степенуваат од 1 до 6 типа на кожата, во некои се вели и 7. Првиот тип оној кај што воопшто нема пигмент. Таквите луѓе се ретки, тоа се луѓето кои немаат пигментни клетки, меѓутоа во вториот тип на кожата кај што голем дел и од нашата популација спаѓа во тип 2 и тип 3 кожа по еден автор, по Фицпатрик, тие особено децата кои се со светла кожа, со светли очи, кај кои се уште кератинскиот слој, дебелината на кожата не е таква како кај возрастен човек, бидејќи таа има улога во заштитата. Возрастен човек многу потешко гори, бидејќи кожата е по-дебела. Со тек на времето развила некои заштитни компензаторни механизми. Кај дечињата, кај малите, особено кај бебињата, тоа го нема. Таа кожа е нежна и треба многу да се внимава, да се заштити, никако да не се изложуваат на ударно сонце од 12 до 16 часот, бидејќи за тоа реално нема потреба. Нема ништо да постигнеме, а само може проблем да направиме, да. Споминавте во неколку наврати дека кожата треба да се заштити, најдобро да се употребуваат средства со заштитен фактор. Сега и тука има дилема кои средства за наменети за заштита од сонце за деца се најдобри. Има со минерални, со физички филтри и со хемиски филтри. Се повеќе се зборува дека се препорачуваат оние со минерални филтри, бидејќи не се апсорбираат во кожата. Дали е тоа единствената причина поради која што се подобри? Па добро, тоа е дебата една која постои. Значи во Европа ние користиме пред се хемиски соединенија во кремовите за заштита, пред се хемиски соединенија. Во Америка голем дел од тие не се дозволени за употреба. Значи таму пред се користат кремови, особено овие со цинк оксид, кои ги блокираат на механички начин, како еден филтер, ги одбиваат сончевите зраци. Како гледало? Да речеме цинк оксид некаде 25 до 26%, кој практично е како блокер на влијанието на сонцето, кога ги нанесете се познаваат заради тоа што децата се бели. Се бели, да. Бела е кожата. Тие немаат хемиски соединенија кои се ресорбираат натре во кожата, меѓутоа трендовите сега дури во Америка, на последниот престој таму на Американската асоциација за дерматологија на Конгресот, тие се со намера американците да ги воведат овие со хемиски соединенија, заради тоа што долги години на контролирани студии покажале дека немаат никакво штетно влијание. Во Европа, во сериозни земји, мислам, каде што се ригорозни процедурите, каде што се Германија, Англија, Франција се поминати со години каде што се употребуваат, не се регистрирани некои несакани ефекти, така да одговорот мој е кој да е, битно е да биде квалитетен, да биде нешто што е дерматолошки тестирано, може да бидат и од домашна компанија, значи не мора да бидат странски, не мора да бидат скапи. Меѓутоа може да бидат и било кои со механички блокатори на сонцето, со хемиски филтри може да бидат. Значи прашањето е на избор на луѓето кои ги користат, на довербата во компанијата која ги произведува. Сите тие се сертифицирани, имаат некои декларација дека вообичаено таа оди од 6 месеци нагоре. И многу ме прашуваат, добро, пред 6 месеци смееме ли? Зошто тоа не се советува од нула? Затоа што вообичаено и не се препорачува изложување на децата, на малите бебиња на јако сонце. Тоа не значи дека вие ако отидете на сонце треба да го оставите детето незаштитено, подобро да му нанесете заштитен фактор 50+, оттуку да го оставите незаштитено. Меѓутоа вообичаено се подразбира дека тоа е еден период од животот на почетокот на бебето каде што не би требало од повеќе аспекти да биде изложено на сонце, лесно дехидрираат и слично. Тоа е причината, инаку можат сосема некои од нив многу безбедно да се употребуваат кај најмалите бебиња. Така. Кога сме веќе кај факторите, заштитни фактори, SPF, Solar Protection Factor, покажува колку можеме да останеме на сонце со примена на средство за сончење со заштитен фактор, да не добиеме изгореници. Ако детето престојува 15 минути незаштитено на сонце, ќе поцрвене. Доколку на кожата има намачкано крема со заштитен фактор со ознака 10, значи дека на сонце може да престојува 10 пати подолго, околу 2,5 часа. Сега, дали ова значи дека со зголемување на факторот 20, 30, 40 се право пропорционално и се
продолжува време траењето на изложеност на сонце или ова не е баш така? Може ли да намачкаме ПСК фактор и цел ден да седиме на плаж? Па од прилика шематизирано. И дали ова е точно, не, како информација бидејќи се шематски онака среќава? грубо е точно. Значи Так. шематизирано тоа е точно дека да речеме колкав е факторот, толку пати повеќе можете да седите изложени на сонце отколку да речеме ако сте без заштитен фактор. Точно е дека за 15 до 20 минути првиот еритем на кожата, особено ако сте на интензивно сонце, се јавува првите знаци на изгореност од сонце. Значи, ако употребите заштитен фактор, се заштитувате за оној период повеќе колку што тоа е потребно, да кажам, 10 пати ако е 10 или 20 ако е 20. Генерално многу попрецизно е нешто друго. Да речеме се знае дека фактор 30 ги блокира 97% од ултравиолетовите безраци. Ултравиолетовите безраци се најодговорни за предизвикувањето на изгорениците на сонце, бидејќи ултравиолетовите С не се задржуваат на озонот, не доаѓаат до површината на земјата. Ултравиолетовите безраци се тие што најинтензивно ја напаѓаат кожата и кои имаат најголема одговорност за сите овие појави за кои зборувавме на почетокот. Значи со 30 веќе 97 ги блокирате, со 50 тој процент се искачува на 98% од ултравиолетовите зраци да бидат блокирани на заштитен фактор. Со 100 веќе тој број е некаде 99. Иако е мала разликата помеѓу овие, мој совет на сите е да се користи минимум 30 заштитен фактор. Регулативите во многу земји, и во Америка, и во Европска унија, налагаат дури и во козметиката да имате 15 заштитен фактор, за да може да се заштити лицето, да не тој крем кој се нанесува да не биде на некој начин привлекувач на зраците наместо блокатор на зраците. Така да тоа што го кажувате е точно, меѓутоа тоа не значи дека можете цел ден да престојувате на сонце ако нанесете 50 фактор. Да речеме, сериозните компании имаат декларација на своите производи дека да, ова е, да речеме, вие со минерални филтри, кои механички ги блокираат зраците. Имате, да речеме, декларација кај што ви кажува дека да, тоа е 50+ и е отпорен на вода, water resistant, меѓутоа тоа е така доколку бидете, да речеме, во 80 минути во вода. Тоа не значи дека ако останете цел ден, вие ако престојувате во вода, се капете на море или на езеро, дека факторот ќе остане на вас. Так. Затоа препораката е особено на почетокот и да се на секој 2 часа нанесува заштитен фактор, а потоа нормално како кожата темне и како се развива оној тен кој со текот на годините се развива, да тоа се проречува, да и факторот се намалува, меѓутоа на почетокот кај бебиња, кај деца мали 50+ и на секој 2 часа. Поголема ли е шансата децата да изгорат кога се во вода или кога се покрај вода? Во вода многу е поголема шансата од една проста причина што во вода го нема ефектот на горење, на пржење на сонцето. Водата не разладува. Не чувствуваме. Не чувствуваме дека ни е топло. Убаво ни е. Уживаме и можеме да престојуваме и сат, и два, седејќи во вода, играјќи некој воден спорт, не знам, со топка и така натаму. За разлика од тоа, ако сме на плажа, ако сме со само 5 минути на тоа јако сонце, нас ќе ни стане топло, ќе стане неподносливо и ќе се тргнеме на страна. Значи во вода се поголеми шансите, бидејќи овие зраци, ултравиолетовите безраци, пробиваат низ вода, што значи дека своите ефекти ги остваруваат и преку водената површина. Втора причина е рефлексијата која од таа водена површина постои и треба да сме свесни дека независно дали сме во вода, мора да имаме заштитен фактор на нас, особено на најмалите, на дечињата, тоа треба да е задолжително. А дали е заблуда дека планинското сонце не е опасно? Голема заблуда е, заради тоа што токму спротивното. Планинското сонце заради квалитетот, густината таму на воздухот и заради атмосферата многу има посилен ефект. Сите оние кои ги користат зимските спортови, кои се скијачи, знаат дека дури во месец март, дури на температури кои се, така да кажам, на некаде 5-10 степени, кај што не се 40, планинското сонце знае да направи такви тешки изгореници и црвенило, што значи дека на планина дополнителна заштита треба да се прави. Тоа е нешто што е дополнително потребно да се случува.
Во овој дел од емисијата ќе добијат можност и гледачите да се вклучат со нивни прашања. Тука ќе ги отвориме телефонските линии 3076 677 е добро познатиот број на телевизија Телма. Слободно вклучете се во програма доколку имате прашање поврзано со денешната тема, влијанието на сонцето врз детската кожа, како таа може се заштити. Сега доаѓаме до оној дел кој што е најавен како тема во денешното издание на 0N+, како да се заштитите од алергиите на сонце. Денешниот гостин во емисијата ни е доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од Аџибадем Систина. Сонцето влие на најразлични начини, предизвикува меѓу другото и алергиски реакции. Кој дел од сончевата светлина всушност е одговорна за овој проблем? Сонцето предизвикува алергиски реакции, ултравиолетовите зраци се повторно тие што се. Значи, спектарот на светлината има во себе ултравиолетова светлина, има видлива светлина и има инфрацрвена светлина. Значи, она што ние го гледаме е вообичаено ултравиолетовото зрачење за нас е невидливо, ние тоа не го гледаме. Меѓутоа, главно одговорно за сите овие проблеми е ултравиолетовото зрачење, иако има некои студии нови кои покажуваат дека и видливата светлина може да има одреден свој ефект врз кожата. Кога зборуваме за фототоксичните и за фотоалергиските реакции, тука и ултравиолетовите азраци се битни, бидејќи тие исто така предизвикуваат своји ефекти на кожата, штетни ефекти на кожата кои може да ги имаат, особено кога ќе се искомбинираат со некој хемиски фактор, значи со некое соединение. Затоа се вели да нанесуваме само проверени кремови од брендирани производители со сертифицирани, декларирани заштитни фактори. Да не ставаме работи кои понекогаш мислиме дека ако ги ставиме ќе ни помогнат на растителна база или така натаму, не заради тоа што се штетни, туку заради тоа што тие може да предизвикаат одредена алергиска реакција на кожата, која многу полесно ќе настане ако на сонцето, на патот на сонцето се испречи некоја хемиска супстанца која во реакција заеднички со сонцето ќе ја предизвика таа, ние велиме, фотоалергиска реакција. Така. А како се манифестира алергијата на сонце? Наликува ли на алергијата која што може да се појави од некое средство за сончење? Има различни облици. Може да наликува на обична алергиска реакција, значи може да наликува на екцем, на контактна реакција, обично таму каде што е нанесена некоја материја, или често пати се случува кога лежиме во трева или некаде каде што имаме контакт со тревки, со билки, да заради соковите кои тие ги испуштаат и влијанието на сонцето на местото каде што сме лежеле, видиме дека се појави некоја флека, дури некоја пигментација на тоа место. Тоа е така наречениот фотоконтактен дерматит. Може да се посомневаме дека е алергија на сонце кога тоа се случува е поврзана со наше изложување, експозиција на сонце на плажа, или кога е тоа на отворени видливи делови на телото, како што е лице, деколте, раце, она што е изложено секојдневно на сонце. А како дали некогаш може да се помеша, да речеме, со изгореници од сонце? Може ли некогаш да наликува на тоа? Може и тоа. Да не се свати сериозно. Може и тоа диференцијално диагностички стои. Она што главно што ги тера пациентите да дојдат е кога ќе видат дека тоа е нешто што се повторува, нешто што не е поврзано со силно изложување на сонце, нешто што дури ќе забележат дека секогаш кога е лето, на истиот дел од телото, истите промени се јавуваат. Тогаш вообичаено се сомневаат дека можеби се работи за една алергиска реакција која помеѓу другото е индуцирана од сонцето и заради тоа тогаш се доаѓа да се прават одредени процедури алерголошки иследувања со кои тоа или се потврдува или се отврла. Меѓутоа нема подобар тестот во живо. Ако видите дека одите на сонце и повторно го имате истиот осип, а сте се заштитиле, не сте престојале на интензивно сонце, очигледно не се работи за вообичајниот ефект на сончевите зраци кои ги имаат врз секоја кожа, туку за нешто што посебно кај тие луѓе се случува. Како можат родителите да им ги олеснат симптомите на децата кај кои што се јавила алергија на сонце? Има ли некои средства што можат да се намачкаат како прва помош да се смири свработ, бидејќи многу често ќе ни се јавува и свраб? Па ние даваме обично даваме антихистаминици, тоа се сирупи кои го намалуваат тоа чувство на свраб, на јадеж по кожата, тој дискомфорт. Покрај тоа се даваат одредени емолиенти, неутрални лосиони кои имаат механизам на ладење врз кожата, ја ладат кожата, меѓутоа исто така, ако е интензивна реакција, се
даваат и кортикостероидни спреови, кремови, лосиони кои исто така го смалуваат воспалението и се чека тој период да пројде. Доколку се работи па за изгореница на сонце, тогаш може да се дадат и оние вообичаени антивоспалителни лекови, антиинфламатори како што е парацетамол и така натаму, кои го ако се дадат на време го смалуваат интензитетот на таа изгореница на сонце што се појавува. А што е со оние средства на природна база, доколку се јавиве некој црвенило на кожата, како што е киселото млеко или пак кокосовото масло? Кисело млеко сите сме ставали. Да. Не, кај киселото млеко е ефектот на ладење врз така, кожата се користи. Тоа Тоа е веројатно и историски во периоди кога немало кремови со заштитни фактори, луѓето, старите луѓе со генерации биле мудри, барале начини како тоа да се направи, како да се олеснат симптомите, се знае дека ако се има некаква изгореница, тоа е начинот како да се намалат симптомите, заради тоа се употребува. Меѓутоа во денешно време има многу ефикасни работи кои не се ни многу скапи, се прилично достапни на пазарот и може да ги употребуваат пациентите, вашите гледачи, ние како граѓани сите. Треба да се знае она што ние инсистираме дека било какви кремови кои се на база на растителни подлоги или на ефекти за ладење кои ги некои нешто ги спомната, не е забрането да се употребуваат, напротив може и да олеснат, ама никогаш не се употребуваат пред изложување на сончева светлина. Значи тоа се може, ама условно од кога ќе се вратиме во соба, од кога ќе се вратиме дома, од кога ќе за да ги надоместиме ефектите на кои сонцето ги предизвикало врз кожата. Да кожата е рехидрирана, да не биде исушена, вообичаено во вечерните часови тоа се нанесува. Доколку детето има алергија на сонце, дали едно од решенијата е да не оди неколку дена на плажа? Дали на таков начин може да се повлече алергијата и без кортикостероидни препарати или без лекови? Сосема сигурно дека тоа е дел од процедурите во нашата работа, значи елиминацијата на предизвикувачкиот фактор на изворот кој тоа кој доведува до алергиска реакција, доведува до повлекување на алергиската реакција, и тоа е нешто што го советуваме на сите. Тоа го советуваме кај луѓе кои имаат изгореници да одморат малку, и кај луѓе кои имаат особено алергиски реакции на сонце. Тоа е решение и за оние кои ќе добијат сончаница на плажа, да одморат малку во темна, во просторија која е студена, каде што ќе се рехидрираат и каде што ќе се нормализира ситуацијата. Никако да не се форсира да се оди, знаете, да видиме, ќе помине тоа и вака и така, па ние да се тераме работата, да ги искористиме деновите, бидејќи тоа може да биде после тоа проблематично. И сосема на крај, која е најдобрата превенција од алергија на сонце? Дали може би постепеното изложување на сонце? И секако, како што споменавме во радните утрински часови попладне. Постепеното изложување на сонце е превенција од многу работи, помеѓу другото може да биде превенција од тоа. Има така наречен ефект на отсврснување на кожата кога таа постепено се изложува на сонце. Тоа не значи дека треба да одиме претходно во солариуми. Тоа е нешто што од медицинска точка на гледање е погрешно. Меѓутоа, изложувањето на природната сончева светлина постепено доведува до зацврснување на кожата и до нејзина отпорност према сите овие работи за кои зборува. Значи, дали се тоа потешко ќе изгори, поотпорна е кон алергиски реакции. Заради тоа, уште кога ќе почне на сонце, не е толку интензивно на почетокот на пролета, треба особено малите деца постепено да се изложуваат на сонце, да постепено пигментира кожата, да се навикнува на сончева светлина. Тоа е најдобрата превенција. Кај луѓе што се предиспонирани на алергиски реакции, можеме да играме и со превентивно давање на одредени антихистаминици. Од типот на дезлоратадин или на цетиризин, кои може да се даваат во некој период пред изложувањето на сонце и за време на изложувањето на сонце, како една вид на превенција на развивање на алергиска реакција. Доктор Петров, ви благодарам што бевте денеска дел од 0N+, навистина многу корисни совети за родителите во период кога се во ек летните одмори. Ви благодарам и вам што ме поканивте, не беше задоволство. Тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.